Добро вечер. На истекот на овој продолжен празничен викенд во 360 степени ќе гледате интервју со министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, кадар на ВМРО ДПМН. Министре, добре дојдовте и благодарам што ја прифативте поканата. Добро вечер, благодарам на поканата. Од основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција деновиве известија за непостапување или доцнење во постапувањето од МВР во предистрагата за шпионажа одвработени во кабинетот на претседателката на државата. Зошто? Навистина сум изненаден од начинот на кој што се споделуваат одредени информации во јавноста. Ја разбирам потребата и јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција и сите останати органи да бидат транспарентни, но во секој случај морам да потенцирам дека, како што кажавте вие, предистрага е постапка која што сама по себе подразбира тајност во рамки на постапувањето. Се со цел да нема повреди на одредени начала во правото дефинирани согласно устав и закон. И навистина сум малце вака изненаден од детали кои што беа споделени во јавноста од страна на особено од страна на обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција. Дозволете, таму, ако се погледне временската оска, постапувањето е по пријава од Министерството за внатрешни работи, од една од организационите единици, од ноември или декември за настан во ноември. Сега сме мај, укажувањата од ОЈО-ГОК се повеќе за временската димензија во овој случај. Видете, ова второво кое што го потенциравте па е посебно сумнително. Зошто? Заради тоа што ние говориме овдека за период од 3 месеци, како што кажува обвинителството, односно период од 2 месеци, како што е согласно последната наредба која што е дадена, кој што период, вака слободно можем да кажем дека е и прекраток за соодветните действија кои што треба да бидат процесирани од страна на Министерството за внатрешни работи. Добро, еве, например, конкретно се забележува на тоа дека видеозаписите од камерите од кабинетот на претседателот ви дале наредба да ги обезбедите и дека им ги немате повратно доставено. 2 месеца ли требаат за копии од видеонадзор? Прво, јавното обвинителство, пак ќе повторам, не ми е јасно зошто во овој случај оди со такви детали во јавност. Во оваа фаза од постапката. Прво, тоа не ми е јасно. Второ, она кое што јас го кажав, а ево согласно со сето она кое што сме го работеле во минатото, е дека станува збор за еден прекраток временски период кој што воопште не е невообичаен за постапување од страна на Министерството за внатрешни работи. Трето, овде не станува збор за Министерството за внатрешни работи не е курирска служба, па да земе и да донесе нешто до обвинителството за тоа, вајде има поштари и така натаму. Вајда треба да изврши одредени анализи, треба да ја сработи суштински работата која што треба да ја сработи, по наредба на оној кој што е доминус литус, нели, оној кој што е главен, согласно одредбите од законот за кривична постапка. А главен е обвинителот. Јавниот обвинител. Да. Сега, прво прашање сумнително. Зошто одиме во јавност со детали кои што не би требало да бидат изнесувани во оваа фаза од постапката? Прво. Второ, зошто се прави тема нешто кое што ни воопште не е тема од аспект на времено постапување, односно не на времено постапување. Разговарате со било кој обвинител, во однос на анализа на податоци, особено ако станува збор за пообемни податоци, колку време се потребни вообичаено за да одреден предмет биде сработен од страна на Министерството за внатрешни работи. Ги имате копиите од видеонадзорот? Нема да навлегувам во детали кои што се поврзани со предистражна постапка, заради тоа што сметам дека истите не треба да бидат споделувани во јавност. Во овој момент ќе дојде време кога сите детали ќе бидат споделени во јавноста, но јас ќе поставам пак уште едно прашање. Уште еднаш истото ќе го поставам ко прашање. Зошто се отвара тема во јавност од страна на конкретен обвинител во насока на прво повреда на тајност на постапка со изнесување на детали, второ правење на тема од нешто кое што не е тема. Говорам во делот на времето на постапување за изготвување на соодветни документи од страна на Министерството за внатрешни работи поврзани со анализа на податоци и така натаму. Треба ли тоа да биде аларм дека можеби МВР сака да штити некого? Не. Во обратна насока.
тезата е сосем обратна од она Не, кое јас што знам вие дека е говорите. вашата теза обратна, но Не е дали мојата може теза обратна. Но дали може да се постави и сосема Тезата обратно? на нормалноста, тезата на нормалноста, тезата на искуството и тезата на она кое што е реална перцепција на граѓаните е токму обратната. Пак ќе повторам. Зошто сега, а не на други случаи, од страна на овој обвинител се повредува принципот на тајност, прво. Второ, зошто се прави тема нешто кое што не е тема од аспект на навременост и ненавременост. Имајќи ги предвид, ве замолувам, имајќи ги предвид сите оние искуствени постапувања на сите оние предмети кои што се работени од страна на Министерството за внатрешни работи по наредба на јавен обвинител. Говориме за 2 месеци. Добро, станува збор за настан од ноември. Така барем Кој што е пријавен до јавното обвинителство од страна на Министерството за внатрешни работи. така, но за настан во ноември. Сега сме мај, повеќе од 6 месеци се поминати министри. Сега, ако станува збор за... Ве молам се, ве молам. Не, ама не за настанот. Јас ве разбирам дека вие ќе кажете од последната наредба 2 месеца се поминати. Така, не се ни 2. Добро. Вака. На 25 е наредбата, не се ни 2. Добро. Ако станува збор за сомнежи за шпионажа, 2 месеца се многу долг период. Видете, пак ќе повторам. Особено јавното обвинителство е тоа кое што треба да се грижи за почитување на одредбите од Законот за кривична постапка. Особено јавното обвинителство. Особено јавното обвинителство. Зошто прави тема во јавност и 3 дена одреден број на медиумски куќи со одредени наводни кривични пријави од страна на група на граѓани на Министерство вработени во Министерство за внатрешни работи, кое што многу потсетува на една група на граѓани од Агенцијата за разузнавање што пуштаа кривични пријави и така натаму. Отвараат тема која што не е тема од аспект на прашањата кои што се ставаат на маса, со кого сакате разговарате од делот на Фелата, ќе ви кажат дека за 2 месеци ни оддалеку не е симптоматичен период каде што треба да се направи анализа и да се извадат заклучоци и да се припреми една ваква постапка, ни оддалеку не е ненавремено постапување на Министерството за Ако внатрешни следот работи. на работите бил следен, до медиумите стигнува некаква анонимна информација за тоа дека постои одреден случај. И така беше. И медиумите се обраќаат до тие што се надлежни. Токму за Токму за овој обвинител, така? Не знам. Чудно Не малце. знам. Не знам. Предмет токму што го работи овој обвинител. Па не се многу на број тие. Добро. Добро, вие сакате да кажете дека е свесно за да се покрие ова Не, другото не со сакам мазото. ништо да кажам. Јас само Не, тоа ви е алузијата, ја разбираме. Јас само поставувам јавно многу логични прашања. Многу логични прашања. Еве Министре, нема да го именувам обвинителот со име и презиме. Има ли Ама токму тоа. Добро, обвинител, има ли така? индиции за протекување на доверливи информации од кабинетот на шефот на државата кон странски служби? Пак ќе ви повторам. Станува збор за предистражна постапка. Во овој момент, почитувајќи ги сите оние постапки кои што претходно сум ги споделувал со јавноста во оваа фаза, почитувајќи го принципот на комуникација кој што е согласно закон, не би можел да споделам повеќе детали во јавноста, но можам да кажам, кога ќе се разобличат сите факти потребни за јавноста, тогаш можеби ќе се даде одговори на прашањето кое што вака отвара многу интересни одговори. За Тоа можам да го кажам. Добро. Многу интересни одговори од аспект на внесување во одредена приказна од страна на одредени високо позиционирани обвинители во рамки на обвинителскиот систем во Македонија во насока на подгревање на тези кои што би требало да го доведат под знак прашалник работењето на Министерството за внатрешни работи, работењето на оваа влада и така натаму. Се со цел да одредени големи предмети кои што беа отворени од страна на Министерството за внатрешни работи во изминатиот период не ја видат правдата на крајот на денот. И почнавме да гледаме дел од она кое што вака искрено можам да кажам не верував првен дека има таква сценарија, а иначе се збореше подолго време во јавноста дека ќе се атакува со одредена сила на Министерството за внатрешни работи. Зошто не знам. Ќе видиме, ќе каже времето. Да не е теорија на заговор тоа?
Па јас искрено мислев дека е теорија на заговор. Искрено мислев дека е, но еве гледаме првен еден случај кој што по мене и текако имаше докази за да продолжи во втора фаза, истиот запре. Па после тоа истиот обвинител влегува во рамки на одредена ненавремена акција од страна на Министерството за внатрешни работи за 2 месеци и не собирање на докази. Ако било прашано од новинари, тој Огок треба ли да одговори? Оти тоа беше претходно не завршив. Ако медиумите добиле одредена информација, медиумите се обратиле до Огок. Баш за овој предмет. Сега баш за овој предмет. Со истиот обвинител, така, случајно. Случајно со истиот. Ама можеме и од друг аспект да го гледаме случајот. Зошто се крие? Ако е сериозен случај толку време од јавност. Предистрага е. За сериозни наводи. Предистрага значи сама по себе тајност на постапката. Затоа е во таа фаза. Така. Ние ако замислете сега ние да вратиме едно време на постапување од минатото, каде што врз основа на предистражни постапки се правеа циркузи во државата. За секој еден човек. Тоа треба да го направиме. Не ни требаше да избегаме од оној нехуман, ненормален, незаконит начин на постапување и злоупотреба на одредени позиции во минатото. Особено од страна на Министерство за внатрешни работи, јавно обвинителство и така натаму. Добро, од позиција на политичка партија ВМРО-ДПМН е секој ден не осудува и не носи во затвор конкретни луѓе. Ама видите, политичка партија може да отвара секакви прашања. Ама тоа не е било која политичка партија, тоа не е маргинална. Таа е на власт со речиси двотретинско мнозинство во парламентот. И е работа да отвара прашања кои што смета дека се од интерес за јавност. Работа на институциите е да го задржат достоинството, да го почитуваат законот и да постапуваат во рамки на оние ингеренции кои што им се дадени согласно устав и закон. Каде би отишло оваа држава кога секој кој што би сакал би правил во рамки на институциите врз основа на плаштот на транспарентност, јавност и така натаму. Дали ако не друго може да кажете барем кога ќе одговорите со информации на наредбата на Огок? Јас ви ветувам дека за брзо време ќе има информации детални за јавноста, кога ќе се овозможат услови за истите да бидат споделени со јавност. И дури тогаш како клучно прашање ќе се постави зошто токму сега, токму од истиот обвинител, токму за несватливи обвинувања од аспект на 2 месеци траела истрагата, пред истрагата од аспект на анализа, па пред истраги од аспект на анализа траат и по 2 години, по 6 години и така натаму, не траат по 2 месеци. Добра, ама таму има след. Побарале од кабинетот им рекле немаме, побарале од СОЗР им рекле МВР ги има. И значи работела обвинителката, не е дека. Ама мене ми е најлесно во сега да седнам и да ви кажам деталите и како да ви кажам сега. Добро, окей. Само најлесно ми е да ви кажам деталите. Да кажете барем кога ќе одговорите на наредбата од Огок. Во текот на наредната недела, согласно информациите кои што ги имам, ќе биде постапено онака како што треба со анализа на сите потребни документи кои што ги има Министерството за внатрешни работи и ќе биде доставено известување до јавното обвинителство. И тоа ќе се случеше и без да оваа тема биде отворена во јавност, и без да се отворат одредени шпекулации во јавност, и без да се спроведе оваа стратегија на напад на Министерството за внатрешни работи од страна на орган кој што добар континуитет на назад има со 2-3% рейтинг. Сакајки да се префрли тежата на непостапување, запирање на постапки. Зошто ВМРО-ДПМН има право да го напаѓа обвинителството, а обвинителството нема право ни тоа што го работи да каже што работи? Мислам, не разбирам. Има апсолутно право да каже. Значи вие може да ги мавате, да ги тепате секој ден, а тие немаат право. Обвинителството има апсолутно право да изнесе во јавност, да е транспарентно и така натаму за сите оние постапки согласно закон. Што е во законот? Ама се обвинителството, ако не го почитува законот, кој треба да го почитува законот? Како може ние да бараме од обичен граѓанин да го почитува законот, ако јавното обвинителство не го почитува законот за кривична постапка во делот на тајност на фаза, збориме? Ама не знам зашто не се разбираме. Јас не спорам дека јавноста треба да знае све што е поврзано со овој предмет. Ама кога е прашањето многу битно? Во фаза на предистрага? Ама вие секој ден им викате, вие не работите, не постапувате. И сега они најдоа за предистрага да даваат информации, така во јавноста? Па добро, каде што не смеат да даваат согласно закон, така? Ама видите сега, не мора да сме неселективни, нормални во односов, не може правилава за обвинителиве
да не важат, а за обичнов човек да важат. Во уште еден случај од основното јавно обвинителство за гоен организиран криминал и корупција се жалат на несоработка или несоодветно постапување од МВР и вие публиката ќе се сетите на набавката за надзор над изградбата на автопатите од Бехтел и Енка, случај за кој ВМРО ДПМН во минатото беше прилично остар со обвинувањата за тоа дека еден ден кога ќе дојде на власт ќе го расчисти тој случај во кој што постојано имаше алузии за тоа дека има криминал и корупција. И затоа дополнително зачудува информацијата од исто тој ОГОК за, ќе дозволите да цитирам, со оглед дека наредбата до МВР е донесена на 16 септември 2024 година и станува збор за подолг временски период во кој службите во МВР постапуваат, јавниот обвинител упати низ ургенции со цел поскоро добивање на извештаите по наредбите и расветлување на случајот. Со оглед дека до овој момент до ОГОК не се доставени известувања, ве упатуваме останатите прашања да ги доставите до МВР единица за корупција. Кој обвинител го работи опремно? Не знам. Ама и важно ли е кој го работи? Не, случајно истиот да не е, што зборевме и у првиот, и у вториот, па и у третиот случај. Не знам. Ајде, молам, проверете. Да не е случајно истиот. Да не е случајно истиот обвинител. Многу чудно вака се. Триве предмети кои што вие... Сега ајде да видиме по која линија ќе ја напаѓате, бидејќи наредбата е од 24-та година. Супер. Сега, имаме наредба од 24-та година и токму сега повторно се отвара прашање. Значи, овој предмет анализи се вршат 2 години. Ама еве ние прашавме конкретно, нас еве можем да ви добро, може да претпоставувате дека некој ме инструирал. Он може да направи разлика измеѓу 2 месеци и 2 години. Дали е легитимно прашањето да прашате? Ако ВМРО ДПМН од опозиција ветуваше расчистување на овој случај, зошто не гледаме расчистување? Туку гледаме известување од ОГОК дека МВР не постапува по нивната наредба. Апсолутно е битно и апсолутно треба да има транспарентност на институциите. Ама сега, пак истиот обвинител и во третиот случај? Па сега ваму беа проблем 2 месеци, се проблем 2 години. А што правеше обвинител во 2 години? Па еве вели ургенција ургенција имало за предметот согласно информациите кои што ги имам добри. Па еве една е доволно. Значи си ја гледала работата. Аха, и сега е темава и за првиот, и за вториот, и за третиот. Постојано треба да биде тема. Така? Постојано треба да биде тема министр. Се согласувам. Зошто не сте постапиле по наредбата? Ама сега е атаков на Министерството за внатрешни работи дека не знам, нас никој не ни рече сега да прашаме. Еве ние конкретно како медиум прашавме и добивме ваков одговор. Која е суштината на сето ова? Во рамки на една предистражна и истражна постапка, согласно одредбите на Законот за кривична постапка, доминус литис, значи они главниот, кој што дава наредби, превзема действија, има свој истражителски тим кај него. Свој истражителски тим кај него во јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. Јавниот обвинител. Тој е тој што ја води истрагата. Тој е тој што дава наредби. Тој е тој што превзема действија. Тој е тој што вели сега отпочнувам истражна постапка. Тој е тој што вели сега влегуваме во постапка за барање, за определување на мерки за обезбедување на присуство на обвинет во рамки на главна расправа. Тој е тој што бара притвор, тој е тој што поднесува обвинение, тој е главниот во постапката. И сега, при овие законски ингеренции кои што ги даваме, при капацитети кои што се дадени во рамки на јавното обвинителство, ти имаат истражители и таму. Колку? Знаете? Колку имаат за минато и се имаат вратено во МВР? Предпоставувам недоволно. Предпоставувам дека треба да се јахнат тие капацитети кои што се таму. Ама ги има, какви такви ги има. Мислите дека Министерството за внатрешни работи располага со неограничен број на капацитети? Мислите дека кај нас имаме ние, не знам, милиони истражители во делот на организиран криминал и корупција? Ама еве ова е еден од случаите на кои што можете да капитализирате ако сакате. Можеме да разговараме во делот на јакнење на капацитетите и на јавното обвинителство и на Министерството за внатрешни работи, особено во делот на организиран криминал. Особено во тој дел. Немате капацитет да одговорите? Сакам да кажам дека можеме да говориме за јакнење на капацитетите. И треба да говориме. Треба да инвестираме во јакнење на тие капацитети кои што ги имаме. Ама не можеме да изместиме тезата дека Министерството за внатрешни работи е тој кој што пали и гаси во ситуација. Кога е обратно? Јавниот обвинител кој што ја води постапката е тој кој што е доминус литис во рамки на постапувањето. Министре, наредбата е од 16 септември 2024 година. ВМРО ДПМН е на власт.
Повеќе од година и пол се поминати. Јас не велам дека предметот не се работи. Јас не велам дека предметот не е во фаза на изготвување на документација врз основа на која што јавниот обвинител ќе може да влече соодветни заклучоци за понатамошните чекори во постапката. Доставени се анализи до јавното обвинителство кои што се поврзани со делот од истрагата, не се финализирани согласно на кој што го имам како информација, но факт е дека и како треба да се работи на јакнење на капацитети како во јавното обвинителство, така и во Министерството за внатрешни работи. Ама не е тоа суштината. Не е тоа суштината зашто вие денеска овде мене ми поставивте 3 случаи кои што по некоја случајност се поврзани токму со истиот обвинител, па во едниот случај 2 месеци беа проблемот, а во другиот случај 2 години не беа проблемот до вчера, денеска се. Не, пак ќе ви кажам. Ова е одговор на овој Ама ова на наше прашање. Многу логично. Можам да ви тврдам со сета моја, со целиот мој кредибилитет, дека нам никој не ни се јавил да ни каже да прашаме. Тоа е случај што ние сме го отвориле, ние прашаме. И Министерството за внатрешни работи треба да се во секојдневна комуникација и соработка, а не јавниот обвинител да му вели на инспекторот во рамки на организиран криминал, немам што да зборувам ја поише со вас. Министре, од сега па натаму разговараме само на писмено. Кога на информацијата дека МВР доцни, ајде, нема да кажам не постапува, доцни со одговорот на наредбата на ОЈОГОК, ќе се додаде информацијата дека во меѓувреме во таа фирма се сменило сопствеништвото. Еве, кјутам 3 секунди, не знам дали да продолжам во насока во која што. Мислам дека треба. Во која фирма? Во таа за долна облека. Се сменило сопствеништвото. И сега личи како некој друг да се вградил таму. И кога ќе кажете на тоа дека МВР не постапува, личи како да власта да не сака да се расчисти овој случај. МВР не постапува. Как? Од каде дојде заклучоков дека МВР не постапува? ОЈОГОК вика ургенции праќаме, не ни одговараат. Ме насочувате на терен каде што навистина ако продолжам ќе треба да изнесам одредени информации кои што во оваа фаза не смеам да ги изнесам. За разлика од обвинителството кој што прави работи кои што не треба да ги прави, јас не сакам да си дозволам да влезам во фаза каде што навистина би направил нешто кое што не треба да направам. Сега, од каде ви се вам информациите, тоа е ваша работа и имате легитимно право. Зашто? Од аспект на постапување, непостапување и зошто баш сега овие 3 случаи. Ама пак ќе го повторам истото. Еве, видите сега. Нема ништо нејавно што јас ве прашувам. Ама легитимно сите информации се јавно достапни. Легитимно е вие да ми поставите прашање. Јавноста да не мисли дека некој мене нешто ми шепка ми кажува. Вие легитимно е да поставите прашање. Легитимно е и должност моја е да постапувам согласно законските овластувања кои што би требало да постапува политичка функција министр за внатрешни работи во рамки на фаза на постапка каде што навистина не треба да повредам одредени правила на игри. Иначе се она кое што сум го говорил и како адвокат и како министр би го погазил. Добро, знаете за ова кога ќе одговорите? Но, ама што е многу битно, значи сега народов не е, како да кажам сега. Многу е битно. 1, 2, 3 случаева. Токму сега, каде што го имаме истиот обвинител, кој што затвори, тај што затвори, предмет кој што ваши колеги, правејќи емисии во минатото, и повеќе од очигледно презентира не еден, многу докази на ниво на новинарско истражување за огромен криминал. И сега обвинителот го затвара предметот заради тоа што немало докази. Зошто истиот речник не го користите за фирмата за долна облека? Туку сега еве за случајот со мазот. Ама не, видите сега, за тој предмет немам... Не, ама и вие не сте конзистентен. Еднаш сте многу внимателен, друг пат одите малку на друг терен. Имаме кривична пријава ние. За овој предмет кој што го говорим, имавме кривична пријава доставена од Министерството за внатрешни работи до јавното обвинителство. Имавме Зборуваме за случајот со набавката за мазутот за ТЕЦ Неготино. На кој што судот им изрече по барање на обвинителството најстрога мерка согласно ЗКП. Притвор беа луѓе за тој предмет. Ама видете, вие како адвокат, па и како министер, многу пати сте велеле. Прво, сте против изрекување мерки. Второ, велите, мерките за обезбедување не се казна. Така е. Не се казна и не треба така да се доживува. Апсолутно. Зошто сега така зборуват? Ама не зборувам, вие ми ја местите тезата во агол на перцепција различен. Јас велам дека тој, значи, јас зборев од аспект на фаза
во кое што се споделени информации со јавност. Чекори кои што јавноста ги има за видливи, чекори кои што јавното обвинителство и Министерството за внатрешни работи имаат законска дозвола да можат да ги споделат со јавност. Од типот на барање за определување на мерки, поднесување на кривична пријава од страна на МВР. Во предметот со мазутот го имаме сето тоа, не може да го компарирате со овој други, каде што станува збор за предистражна постапка. Да го компарирам со други случаи во кои што вие лично сте правеле разлика, сте инсистирале во јавни изјави на разлика меѓу кривична пријава, истрага и евентуално обвинени, велејќи дека едно е нивото на сомнеш при поднесувањето кривична пријава, сосема друго при отворањето истрага и на крај, ако постојат докази обезбедени во текот на истрагата, евентуалната јавно обвинителска одлука за покренување обвинителен акт. Апсолутно е така. И останувам на тоа, не само секогаш ова е устав. Па зошто велите шокиран сум од вие сте поднели кривична пријава? Шокиран сум од затворањето на истрагата. Докази кои што вие не ги знаете. И не може да ги знаете. А јас ги знам заради тоа што морам да ги знам. И ќе бидете шокирани и вие и целокупната македонска јавност, кога ќе дое време да бидете шокирани, ама позитивно. Добро. И тврдам дека ќе дое тој ден. Заради тоа што за вакви действија, ако ние оставиме така да се затворат, тоа што јас не треба да го работам ово што го работам моментално. Нити па било кој од тие кои што работат во рамки на Министерството за внатрешни работи и особено во јавното обвинителство треба да се таму кај што се. Треба да се одат од таму. Треба да дојдат некои нови. Ако за овој предмет со тие докази што јас ги имам видено лично, остане вака приказната како што е. Добро, зошто ЕСМ не ги користи во одговорите тие докази? Прашајте ги нив. Добро, и навистина сум крајно разочаран од она кое што беше како чекор превземано страна на јавното обвинителство, не заради друго. Заради тоа што овде има очигледна теорија на случај, која што можеби се граничи со теорија на заговор. Како што кажавте вие, од старт го кажав тоа. Многу чудно, зошто во овој временски период се случуваат токму овие работи, поврзани токму со истиот доминус литис во рамки на постапката. Многу чудно. Добро, ќе каже времето зошто е тоа така. Јас не можам во оваа фаза да говорам повеќе. Вие тој што го нарекувате суверен во постапката, вака не му правите непримерен притисок, не само со вашите изјави, сите други кои што даваат такви изјави. Треба ли тоа низ каналите на институциите да се направи? Согласно она кое што го поседува доказниот материјал. Ова е најблагиот начин на кој што ја можам да комуницирам во јавност. Поблаг од овој не познавам. Ова е најблагиот начин. А и вие и јавноста за многу брзо ќе дознае зошто ова сум го кажал, вако што сум го кажал. Во еден период беше актуелен случајот со двете рамковни спогодби што МВР ги исклучи за набавка на униформи за специјалната полиција. Рамковните спогодби ги доби една фирма, Битолско женско модно студио, и една што току формирана фирма во тој период со собственикот од Србија. Од писмените одговори што деновиве ги добивме од Министерството за внатрешни работи на прашањата дали се нарачани униформи и што е испорачано, ни одговоривте дека од Битолското женско модно студио се пристигнати униформи, а дека за фирмата со српски собственик се чекаат резултати од суперанализа на квалитетот. Но сега кога ќе се видат датумите што вие ни ги доставивте на нарачка и достава од Битолското студио, лесно може да се заклучи дека бил пробиен рокот на достава наведен во договорот, кој што е 90. Согласно информации кои што ги имам, не би можел да се сложам дека е пробиен рок. Од датумите што не ги имате доставено, таму пишува дека нарачките се правени во септември, а дека испораката на униформите се случила во април. А рокот на достава, според тоа што го пишува во договорот, е 90 дена, значи некаде во декември. Согласно она кое што го имам како информација, а тоа е следното. Рокот за достава на квалитетниот материјал кој што требало да биде доставен во форма на униформи
е испочитуван согласно оние пролонгирање на рок кои што се дадени во рамки на закон и во рамки на договорот од страна на една од компаниите, и таа компанија доставила униформа која што била барана согласно правилник, стандард и квалитет. Чекајте малку само. Една компанија. И самиот велите пролонгирање на рок имал. Каков пролонгирање на рок? Како што сум информиран, од страна на една од компаниите е доставена бараната униформа во количини и во квалитет, согласно оние стандарди кои што биле побарани, во рамки на оние законски дозволени рокови кои што можеле да бидат доставени предметните униформи од едната компанија, согласно квалитет и согласно она кое што било барано во рамки на тендерска документација. Од другата компанија, ќе одиме на другата. Ако е во септември нарачката, а стигнале во април, 2 пати по 90 дена се поминати. Јас сега нити имам пред мене одговор кој што ви е доставен вам од страна на Министерството, нити па е било што спорно во рамки на она кое што ви е доставено како одговор и она кое што е превземено од страна на Министерството за внатрешни работи. Од страна на службите сум информиран дека едната компанија постапила согласно она кое што било задолжение во рамки на договорот и испорачала она што требало да испорача, и денес македонските полицајци имаат дел од униформата која што требаше да набавиме. Односно, знам за маскирна униформа дека е набавена и е доставена и се задоволни полициски службеници со опремата која што често е доставена, за поминорни работи знаете да направите пиар настани да се пофалите. Сега не сме виделе. Па добро, да кажете, еве купивме нови. Зашто не направивме? Купивме нови униформи. Зашто не направивме пиар настан со униформите? Заради тоа што многу мал дел од полициските службеници имаат униформи. Заради тоа не направивме пиар настан. Заради тоа што не успеавме да затвориме најголемата набавка, која што отприлика е 3/4 од вкупниот број, ако не и повеќе, од вкупниот број на униформи кои што треба да ги набавиме, а се однесува на полициските службеници кои што секојдневно ги гледаме на улиците. И зошто не успеавте да? И сега не можам да се фалам, ние набавивме за 1000 луѓе униформи, ама за 7000 не набавив. Заради тоа што ни падна тендерот по втор пат. Заради тоа не набавив. Заради тоа што едната фирма не го исполнуваше квалитетот кој што требаше да го исполнува на униформите, другата фирма имаше доставено по висока цена, второстепен одлучи како што одлучи и тендерот се поништи. Добро, ова е сега одиме со ова е за униформите за редовната полициските службеници за редовната. И одите со? Тогаш кој ќе ја набавиме, кој ќе ја добиеме, кој ќе ги облечеме полициските службеници како што заслужуваат, тогаш ќе имаме. И сега одиме со, не можам да имам пиар настан само за многу мал дел од полициските службеници кои што добили униформи. Добро, што е со набавката на редовната полиција? Тргнавте? Не е логично да го правиме. Тргнавте да кажувате што правите сега со таа набавка. Да, имаме, значи, едната компанија видите што е суштината. Не, сега зборувате за специјалната полиција, за двете фирми. Униформата за специјалците, така. Едната таму имало, како што јас знам, едната компанија ја добила маскираната униформа, другата компанија ја добила да ја произведе еднобојната униформа за специјалците. Маскираната го доставила потребниот квалитет што требало да го има и таа испорачена. Еднобојната согласно компанијата која што прави квалитет на униформите, утврдила дека го нема потребниот квалитет на испорачаните примероци кои биле доставени до Министерството. Компанијата се жалела дека не е точно дека квалитетот не е како што треба, побарала супер вештачење да се направи на примероците на квалитетот. Тие биле однесени во странска компанија за анализа на примероци на квалитет. Странската компанија не известила дека не е соодветен квалитетот кој што требало да биде и следните чекори кои што ќе следат се раскинување на договорот и активирање на банкарска гаранција која што имаме. Така да многу ми е жал, пак ќе кажам, што не успеавме за овие година и пол, како 2 години и пол, веќе 2 години, да набавиме униформи за сите полициски службеници. Искрено ми е многу жал, заради тоа што тоа е факт. Ова прв пат сега го соопштувате за јавноста дека со едната компанија ќе го раскинете договорот. Може така да бидете сум информиран од страна може да бидете попрецизен. Модното женско студио од Битола ништо не ми значи е одговорно за маскирните униформи.
Ништо не ми значи она кое што го поставивте како форма во рамките на вашето прашање, но Лебран ТВ се вика фирмата. македонската, не знам како се вика Лебран фирмата. Македонската компанија која што го добила и ги испорачала маскирните униформи, че нема да биде предмет на раскинување на договорите активирање на банкарската гаранција. Странската компанија која што мислам нека беше српска, Памитекс се вика. со незе би требало да следи постапка на раскинување на договори и активирање на гаранција. Смеам да заклучам дека имале основа јавно презентираните сомневања за капацитетите и квалитетот на фирмите во времето кога се склучуваа рамковните спогодби? Да, за едната компанија да, согласно на кој што го има информација. И заради тоа ќе биде раскинат договорот и ќе биде активирана банкарска гаранција. Видете, вие сваќам тезата. И логично е така да го поставите прашањето и многу е логично да како истражувачки новинари и така натаму да се сомневате и да гледате да најдете факти кои што би биле во насока на откривање на одредени незаконитости и така натаму и така натаму. И тоа е најнормално и не го осудувам, напротив го охрабрувам. Ама која е суштината? Суштината е дека многу мал дел од полициските службеници ќе имаат нова униформа. Да, факт. Согласно бараниот квалитет. Да, факт. По цена која што компарирано со 2020 година е за 13% поскапа од таа што била 2020 година, но гледајќи ги цените на растот на инфлација, испаѓа дека ако имаме инфлација помеѓу 35 и 40%, таа униформа доаѓа 25% поевтина отколку униформата што била набавена во 2020 година и тоа е факт. Ама кај е проблемот? Проблемот е дека 3/4 па и повеќе од униформираните полициски службеници немаат униформа. И еве по 100 пат ги охрабрувам сите компании, особено македонските компании, да учествуваат на тендерот кој што следи. Зошто не учествуваат? Мислат ли дека е местен? Што е проблемот? Вие во минатото кога ќе имате тендери кои што минат со години назад. Само ако е еден понудувач и од како се вика од планина се гледа дека имаме проблем во рамки на кој може да даде понуда поврзана со одредени услови што треба да бидат исполнети. И никогаш немало проблем, зашто пошто имало само еден понудувач. А сега ние гледаме да направиме максимално конкурентна постапка, максимално колку што може повеќе понудувачи да имаме во рамки на секој еден тендер, максимално да ја отвориме, а при тоа да го обезбедиме квалитетот кој што е нужен. Заради тоа што навистина македонски полициски службеници заслужуваат пристојна и достоинствена униформа. Тогаш имате проблем. Зошто? Заради тоа што од една страна луѓето не се навикнати на отвореност, транспарентност и нормалност во постапувањето и сите велат, аба е таму договорени се сега, џабе ќе се замараме. Од друга страна, таквиот континуитет денеска не довел во ситуација да имаме реални проблеми. Реални проблеми кои што, како да ви кажам сега, за мене е неуспех тоа што не успеавме да ги облечеме како што треба, што ни е основна работа е таа и должност на Министерството за внатрешни работи да им даде униформа на полициските службеници. Јавно Ние тука треба да се фокусираме и тука треба да ги анализираме и да ги гледаме и од страна на истражувачко новинарство и од страна на одговорни во институциите. Дали имаме квалитет кој што треба да го имаме? Тоа е првото и основното. Најбитен ни е квалитетот, реално. Второ, дали имаме цена која што е нормална? Дали имаме цена која што ги задоволува стандардите од аспект на пазарна цена, која што и tekako во минатото не било така. И трето, дали навистина сето тоа ќе даде додадена вредност во рамки на подобрување на како на работата и стандардите во рамки на професионални стандарди во Министерството, особено во делот на обезбедување на подобри услови за живот на македонските граѓани. И сега, како пример, кој што исто така многу пати беше нападнат во минатото, би го издвоил тендерот со возилото. И во рамки на една ваша емисија, тој беше издвоен како позитивен пример како можело да имаме една јавна набавка која што ќе го даде соодветниот квалитет и повеќе од тој што е баран, од една страна, а од друга страна ќе постигне пониска цена при едно електронско јавно надавање. Тоа е моделот кој што ние треба да го развиваме. Сега, гледате ли, ако сте ги гледале овие стори на кои што се повикувате, сега објаснувањето е дека требало да се обесхрабри електронска аукција затоа што таа не давала соодветни резултати.
Тоа не е Пак лага вас реално. даде многу добар резултат. Електронската Се аукција. согласувам 200%. Ама тоа кое што го видов како објаснување кое што го даде надлежниот орган тогаш, тоа не е лага, навистина има такви нападствија кои што не се од сега, се од претходно. Зошто? Има логика и во тоа кое што го говорат реално. Зошто? Заради тоа што велат дека кога има пак електронска аукција, понудувачите од старт одат со многу повисоки цени и ако нема доволен број на конкуренти во постапката, останува повисоката цена, не се симнува надоле, што било многу голема пракса во минатото. Зошто? Заради тоа што правеле друг тип на притисоци надвор од асталот и тогаш идела само една фирма. По превезот на демек електронска аукција постигнувале цени такви како што Но во постигнувале. вашиот пример не беше така. Се согласувам и Не беше беше многу така. позитивен пример. Зошто? Заради тоа што имавме повеќе од една, имавме 3 компании, ако не се лажам таму, кои што понудија одреден квалитет на производи кои што едната компанија не го задоволуваше, да речеме, но останаа 2 компании кои што после тоа се поддаваа со цената, а ги исполнуваа соодветните стандарди кои што требаше да бидат исполнети и навистина Министерството за внатрешни работи обезбеди за далеку пониска цена екстремно добар квалитет на производ кој што И сега беше пофален дури од страна поентата на и сите во овие новинари. истории беше таа, да се обезбеди Апсолутно. поголема конкуренција Се согласувам. за Се што согласувам. порационално да се И користат кога јас се народните прашувам, пари. и кога јас се прашувам, навистина со максимално вложување во делот на охрабрување на компаниите да учествуваат, електронската аукција би требало да биде со задоволување на квалитетот. Квалитетот е услов без кој не се може, така барем ние велиме правниците, со задоволување на квалитетот кој што би требало да биде врховски, ако јас се прашувам, еве, особено поврзан со се што е Министерство за внатрешни работи, би требало да има електронска аукција. И моето лично барање и за наредните возила кои што треба да бидат набавени, повторно само обележени. Значи пак нема да набавуваме необележени возила за да се возил министерот или директорот или не знам кој. Туку ќе набавиме повторно само обележени возила за потребите на полициските службеници. Сега мислам дека барањето беше да набавиме не возила со 4 седишта, туку поголеми комбиња, превозни средства за во планина, како минибуси. Тоа беа барањето на полициските службеници, но повторно тие сите ќе бидат обележани и повторно моето лично барање и до службите и до оние кои што ги изготвуваат техничките спецификации и спроведуваат постапката. Минимум 5 квалитетни светски компании да може да ги исполнат условите барем за овој тип на возила. Јавно И внимание ќе видиме што ќе постигнеме се. Јас ово ви кажувам која е мојата визија, што јас сум побаро од службите и што они ќе изготват во насока на претходни услови кои што треба да бидат обезбедени. Јас не можам да знам каков ќе биде резултатот за година дена или за 6 месеци или за 9 месеци од сега, но се надевам дека ќе набавам најквалитетни производи по прифатлива пазарна цена. Сакам да ве прашам за постапката за доделување лиценца за испитен центар во по Вардарски се вика тој, Вардарски регион со седиште во Велес. СВР Велес, да. СВР Велес кој што покрива и Кавадарци на Готино. Избрана е фирма. Да. Избрана компанија. Не знам дали е тоа јавно соопштено прво. Тоа не сум Не сигурен. знам ни јас. Имавте таму едно поништување првично Така. на почетокот на годината. Сега, ако се точни моите информации, лиценцата ја добила фирмата Сигурност од Велес, Не ја познавам. формирана во март оваа година. Треба ли да се сомневаме дека првичниот повик бил поништен за да може Сигурност од Велес да се формира во март, да конкурира и да ја добие лиценцата? Согласно претходниот јавен повик кој што ги имавме за територија на СВР Битола. Сега за Битола Битола, па морам да влезам во како што треба во рамки на она кое што јас го имам како спознание. И знам таму ќе зборувате за полигонот, ама еве јас да кажам, таму лиценцата ја доби фирма на локален функционер на ВМРО ДПМН од Кичево. Супер. Кој што ги исполни условите, јас би рекол монополски, врз основа на договор склучен со полигон на семејство на поранешен градоначалник на СДСМ. За кој што Комисијата за заштита на конкуренцијата рече дека не е во ред. И јас велам дека не е во ред.
Ама каде е суштината сега? Тогаш, вашата истражувачка куќа констатираше дека станува збор за монополски услови, законски дефинирани, од страна на овие претходни, каде што само оној кој што има полигон може да биде добитник на договорот, односно може да склучи договор за предметното СВР. Тоа е така. Вие го истраживте, вие го Има полигон или има договор за полигон, да. Така е. И сега тоа преведено вака на македонски, што значи? Тој кој што е газда на полигонот, уствари одлучува кој ќе одобие огласот на крајот, а не Министерството за внатрешни работи. Зошто? Пошто тој ќе склучи со кого сака договор. Таква иста ситуација имавме во Велес. Скрос иста. И врз основа на информации кои што стигнаа до мене, дека тој кој што единствено ги исполнувал условите, си ја завршил работата, платил кај што требало да плати, наводно, и он ќе си го добие тендерот, да не се секира никој, да не му се меша никој во бизнисот, тогаш увидовме дека не можем да ги стигнам оние системски измени на законот кои што требаше да ги направиме па да важат за сите. Додуша тука има и одредени правни проблеми, дали можеш да му наметнеш услови на оној кој што поседува со отпосле утврдени законски одредби во делот на правила на игра, ама тоа е друг муавет за правници, но увидовме дека едноставно ова кое што ни се случи како проблем во Битола ќе продолжи и во останатите СВР. Односно, повторно, тој кој што е собственик на единствениот полигон во одредено место, пак ќе си го добие огласот и ние само ќе продолжиме да глумиме дека имаме некаква транспарентна постапка. Чекайте, сега, друг муавет е тоа што тие, например, да речеме, сите се поврзани со одредени блиски раководни структури, со една партија која што беше поише од 8 години на власт, уминатото, ама тоа е друг муавет, сега не сакам да навлегувам во тој дел. Битно е дека монополските услови, ако не го сменевме законот, ќе остане и пак само тој и никој друг. Што беа основите за поништување на повикот? Токму тоа. Нефер, законски, но неправедни монополски услови дефинирани во закон. Кога веќе закон. го имавте објавено, така зошто не дозволивте да заврши? Заради тоа што имаше гласини во јавноста дека овој за од кој што плачела целото повардарие во делот на незаконито постапување, во делот на полагање на возачки испити. Прашајте ги Велешани, Неготинчани, Ковадарчани. Јас ли треба на правникот Панче Тошковски да му кажам дека врз основа на гласини не може ништо да прави? Не, дозволете ми се. Токму вие бевте тие кои што го разоткривте штосот во насока на она кое што го правеле претходно. Согласно монополски услови дефинирани во закон. Па вие го направивте тоа, не го направив ја. Јас до тогаш не ни знаев за тоа. Видите, Министерството за внатрешни работи има едно море од надлежности и како што сум кажал на времето кај да копнеше труло, ние гледаме да исправаме проблем по проблем. Ние тргнавме од проблем со пасоши, завршивме со проблем со сообраќајки и сообраќајни незгоди, па ќе идеме со проблем со улични банди, па решаваме проблеми милиарда. Сега не сакам да говорам на таа тема, очигледно дека нема ни толку време за да може да говориме што се сме. Дозволете ми само, ве молам. Пошто е компанијата од Велес, нормално се поврзува со Министерството. Јас не ја поврзав. Вие не ја поврзавте, ама кога ќе кажете компанијата од Велес, а цела македонска јавност знае дека министерот е од Велес, и сега одма тука нели имаме сега. Ова беше истото како мобетов со претходно, ама нема врска. Која е суштината? Во рамки на новиот закон сме предвиделе банкарска гаранција која што претходно немало. Банкарска гаранција која што ќе му висе наврат на тој кој што го добил договорот, како најдобар, доколку постапува незаконски и доколку не ги испочитува законските правила на игра, се со цел и во интерес на македонските граѓани. Можност која што претходно сме ја немале. Ама министре, ако претходно ги исполнил условите да ја добие лиценца. Апсолутно да. Второ, многу битно. Дел од профитот кој што се остварува, сега ќе оди во буџетот на државата и ќе биде употребен за цели во рамки на подкрепање на безбедноста во сообраќајот. Второ. Трето, она кое што е најбитно во оваа постапка. Транспарентност. Целта за која што постои огласот го овозможивме реално, неко претходно.
Сега факт е дека имавме 3 компании кои што учествуваа во рамки на оваа постапка. Факт е дека од тие 3 компании беа под едната беше исклучена заради тоа што не ги исполнувала условите. Вие многу добро знаете што не исполнувала. А другите 2 компании кои што ги исполнувале условите кои што биле потребни како минимум услови, едната имала поквалитетна понуда на она кое што значало, не знам, број на возила, квалитетна возила и така натаму сите услови кои што се барани согласно огласот и сме склучиле договор со нив. Дали сте Само да завршам само. Значи, од претходно навидум тендер, сега имаме реален оглас. Од претходно немање на никаква банкарска гаранција и можност државата да активира договорни клузули ако некој не ги почитува одредбите и тоа не е во интерес на македонските граѓани, сега го имаме и тоа. Од претходно немање на никаков недоместок во буџетот на државата, сега го имаме и тоа. И сега ова претходно чинеше, ова сега не чини. Сето ова е откако претходно МВР ќе констатира дека некој ги исполнил законските услови да ја добие лиценцата. Колку сте сигурен дека фирмата формирана во март, откако сте го поништиле првиот, ги исполнува условите во смисла на пристапност на објектите, на паркинг и така натаму? Видете, фирмата која што не ги исполнувала условите, не е дозволено да биде дел од оние кои што биле рангирани во делот на кој е подобар, кој е полош. Фирмата која што не ги исполнувала условите. Овие 2 фирми ги исполнувале условите и затоа биле во процес на оценување која е подобра. Значи сметате дека ги исполнил условите и затоа ја нормално добила лиценца. верувам во луѓето кои што се дел од комисијата и верувам дека истите постапиле максимално Ако се појават информации дека не било така, може да се приспита одлуката? Апсолутно секоја она одлука која што е донесена од страна на Министерството за внатрешни работи, а при тоа имаме докази кои што ќе дадат една поинаква фактичка состојба, апсолутно да. Добро. Жал ми е што тече толку брзо времето, но темата за семејното и родово базираното наследство нема да ја скокнеме од аспект на вашата најава дека сакате да уведете дигитална алатка со која што при повик од жртва полицијата ќе може да го преземе аудио и видео сигналот од телефонот од кој што се јавува жртвата и тоа отвори некои дилеми поврзани со правото на приватност, со правото на тајност и неповредливост на домот, тајност на комуникациите и така натаму. Прво, во која фаза сте со идејата тоа да го направите? Вете, многу ми е жал, пак ќе повторам, што во држава имаме една опозиција која што е на ниво на кое што е и цело време се труди да она кое е видливо за македонските граѓани, а тоа е реален исчекор напред како во сите сектори, така особено во секторот за внатрешни работи. Која опозиција го отворила ова? Дозволете ми само. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија излезе на прес и кажа Пегасус, шпиунски софтвери, министерот ќе шпионирал, ќе правил не знам што, ќе правил како, не знам што ќе измислил, се враќало времето на не знам кој. Јас не се повикав на тоа, се повикав, имаше и експертски, мислам дека беа издржани. Не, експертите беа многу културни во делот на нивните тези, ставови и така натаму. Јас говорам за, ама народот многу малку стига до експертските мислења. Ова, да не кажам, ај да не употребувам некои несоодветни зборови, опозицијава што глуми дека е опозиција, измислува тези кои што не заслужуваат ни одговор. Од аспект на пукање на балонот во насока на сеење на страв, сега ќе се слушало, ќе се злоупотребува. Вие полемизирајте со експертите, не со опозицијата. Сакам да потенцирам дека она кое што го говореше опозицијата, ај што не е вистина, туку е една сулуда имагинација за нешто кое што они сакале или не можеле или не знам што друго имале план или немале план да го реализираат во рамки на нивните научно-фантастични филмови. Треба ли јавноста да поставува прашања во држава во која што имавме 3 случаи на масовно незаконско прислушување? Ама да поставува прашања, не да влече тези заклучоци и така натаму. Говорам пак за опозицијата, не за експертите. Сега, во делот на експертите и во делот на она кое што реално сакаме да го направиме.
Проблемот со насилството го знаеме сите. И од аспект на семено насилство, и од аспект на врсничко насилство, и така натаму. И како да ескалираше некако ситуацијата или може би се Како даде да- до значење? Како да темната бројка се повеќе и повеќе станува светла бројка во таа насока. Како да луѓето кои што биле жртви многу години назад, не биле жртви само последниве 2 недели или 2 месеци или 2 години, се охрабриле да си го решат она кој што им е најгорлив проблем. И се охрабриле да побараат помош од државата. Сега, прашањето е државата што ќе направи за да не остане како до сега, за да оди исчекор напред, за да употреби современи технологии, за да употреби современи обуки, професионализација на полицајците и така натаму и така натаму. Една од идеите кои што ги видов практично на терен во Америка беше и еден таков паметен систем кој што делумно го имаме и сега. Односно и сега кога ќе се јавите на 112, ве известуваат, почитувани, разговорот се снима. И навистина се снима. И тоа утре други ден се користи како доказ во постапка. Сега, освен можноста да се сними разговорот на 112 со како да кажам, со алатки кои што се лесно достапни до безбедносните органи и до да речем државата, од аспект на ставање во функција на еден попаметен систем, да може да се снима и видеозаписот кој што би можеле да го направиме со секој еден мобилен телефон. Тоа не е веќе влегување во домот на Ама не е влегување во домот со звукот. Ако жртвата е загрозена, ако жртвата е во момент на нужна потреба од страна на институциите, не сметате вие дека правото на живот е посилно од правото на приватност? Јас сметам лично. На крајот на денот правото е и тоа. Добро, да утврдите поголеми права согласно нивното општествено значење во рамки на едно здраво нормално Како ќе биде обезбедена злоупотребата? Значи и денеска имаме снимање на 112. И денес се снима гласот, се известува граѓанинот кој што звони дека се снима неговиот глас и тоа се става во одреден доказен материјал во рамки на институциите. Ние говориме со согласност на жртвата. Само со согласност на жртвата. Ама дали жртвата ќе ја уклучи камерата или МВР ќе ја вклучи камерата? Не, жртвата ќе даде согласност да институцијата ја уклучи камерата. Ама тоа не мора да е интрузивно, ама тоа интрузивно е. Вие значи ќе го преземете телефонот на тој. Видете се. Пак ќе ве прашам. Сакаме да збориме за јакнење на институционалниот капацитет? Сакаме да збориме за соодветен одговор во 21 век на предизвиците? Или сакаме да си остане како до вчера? Сакаме, но со строга контрола. Апсолутно да. Апсолутно да. Кога говориме особено за право на живот, не може да го компарираме со ниедно друго право. Правото на живот не можеме, пак ќе повторам, да го компарираме со било кое друго право. Со било кое друго право. Така да, можноста да со еден ваков паметен систем, државата знае каде е жртвата, во истиот момент, кои се најблиските полициски службеници што може да се упатат кон жртвата, каде е најбрзата здравствена услуга која што може да биде дадена, каде е најбрзиот социјален одговор од страна на експерти кој што може да биде даден и така натаму. Да говориме за еден паметен систем кој што зошто да не би ги вклучил невладините организации во делот на одговорот и при тоа сето тоа да биде во еден електронски систем кој што ќе треба да биде максимално респонзивен, максимално брзо респонзивен. А при тоа секој еден доказ кој што го обезбедуваме веднаш да влезе во рамки на систем кој не само МВР, и судот и обвинителството ќе го имаат на дофат на мора да завршуваме. Планирате ли, ако тргнете во таа насока, јавна расправа, бидејќи за сега само од вас слушаме изјави? Ова е идеја сега за сега. Добро. Ова сега за сега е идеја која што ја дискутираме, внатре ја разговараме во Министерството за внатрешни работи. Ќе имаме состанок со меѓуинституционален да видиме докаде во рамки на сегашната законска легислатива можеме да се движиме од аспект на ставање во функција на еден ваков паметен систем. Зошто да немаме и јавна расправа за сето ова и во собрание и надвор од собрание? Видете, покажавме за овие 2 години дека сме различни од овие од претходно. Дека не гледаме само адхок да замачкаме некоја работа, што они го правеа тоа во секој еден случај, туку имаме системски пристап
Како да ги решиме проблемите? Барем се трудиме да најдеме системски пристап како да ги решиме работите. Многу пати сум го кажал ова до сега. Нити јас сум Ван Гал, нити работам со Меси и со Роналдо. Но си ја сакам многу држава, а знам дека луѓето кои што работат во Министерството за внатрешни работи и те како си ја сакаат држава и се посветени на подобрување на состојбите во држава. Барем тие кои што навистина се професионалци, а мислам дека ги има многу повеќе од овие други. И не можеме да не дадеме на крајот барем еден чекор подобар резултат од овие претходно. Зошто? Пошто работиме посветено, не размислуваме на крадење кои овие другиве, туку размислуваме како да дадеме на додадена вредност за држава, како да ги подобриме условија во држава за сите македонски граѓани. И покажавме, можеби на мал број примери, од аспект на системски решенија, но покажавме дека ако се сакало, со многу работа се можело. Добро. Благодарам за овој разговор и благодарам што и вечерва еве одговаравте на дел од прашањата за кои што верувам има јавен интерес. Ви благодарам и вам и најавувам во иднина проекти поврзани со работењето на Министерството за внатрешни работи, кои што доколку се имплементираат така што треба да се имплементираат за еден среден временски период, македонските граѓани ќе увидат дека навистина можело да се смени она кое што со многу години наназад сме ја губеле надежда. Како што го направивме со пасошите, како што го направивме со Safe City, како што го направивме со многу други проекти во рамки на Министерството, како што ќе го направиме со враќање на Полициската академија и Средното полициско училиште, кое што е гордост за полициските службеници, така ќе го направиме и во многу други сектори. Следете невнимателно, ве охрабруваме се она кое што во рамки на ваш интерес да го работите и да истражувате, и се надевам дека ќе овозможиме сите заедно. Министерството за внатрешни работи само не може да направи ништо. Сите заедно буквално, и новинарите, и јавноста, и македонските граѓани, невладините организации, фондации и така натаму, сите заедно здружено можеме да направиме да имаме подобри услови за живот во оваа наша убава Македонија. Благодарам уште еднаш. Ви благодарам и вам. Почитувани до крај само уште новата саботажа. Пријатно. Упорноста да се докажува недокажаното присуство во периметарот се огледа во впечатокот кој никој во светот, па дури ни врвот на Вашингтон не го има за себе и својата улога, ниту за состојбите во трансатлантскиот сојуз. My view is that thanks to President Trump, Secretary Rubio, and the entire foreign policy apparatus of the United States, NATO is stronger than it has ever been. Допадливоста тешко се стекнува, но лесно се губи, особено кога некој подолу во скалилото ќе почнува да се сомнева и да згазнува врз линиите на периметарот. Па наместо да го следи правецот, тој си тера под бишега со лидерот на слободниот свет. До кога ова ќе биде, се зависи од многу фактори. Од Вие Трамп знаете, најмногу. Да, најмногу од Трамп, на која нога ќе застане да са бајле, дали на лево или на десна, и гледате што се случува во светот. Ајде тоа, ама не си игра само тој согнот, туку и премиерот кој директно се конфронтира и со подсудување гледа кон Невада, одбивајќи градовите во Македонија да наликуваат на еден од најпознатите градови не само во Америка, туку и во светот. Државата полека, но сигурно налекуваше на Лас Вегас. Повеќе нема да има таков тип на реклами кои што привлекуваат внимание. Но пак некој оддолу ја минира агендата и не може поинаку да се свати однесувањето на Струмичкиот градоначалник и совет, кои по стрикната забрана рекламите од таков карактер ги префрлаат на училишните спортски терени, кои ги гради некоја компанија која се занимава со приредување игри на среќа. Значи, игралиштето не се прави од средства на општината, туку сега гледаме дека се донира од казино, некој си таму. Меѓутоа не е добро кога донатор е казино и кога младите читат дека тоа е донација од казино. Тоа е исто како да рекламираш кокаин, хероин и така натаму. Употребата на психоактивни супстанции е забранета, но нема поголем опијат од власта. Во таква состојба не постои мерка со која може да се измери димензијата на хвалоспевот кој си го наменуваат самите на себе. Мене оно што ме радува е тоа што многу активности од Македонија се одвиваат во нашиот базен. И сме топ дестинација во Македонија за
за надпревари активности кои се случуваат во областа на пливањето на ниво на Македонија. И не само во Македонија, туку и во регионот. И на крајот, лесно е да се биде таква дестинација, особено ако компанијата која раководи со базенот нема, пак ќе добие субвенција од општината, како награда за доброто работење. Вашиот говор, председателка, беше "Фалите ме уста да не ве расчепу", што би рекле кумановци. Сите јавни предпријатија во долгови до гуша, ама усе сме најдобри, усе сме најбољи, ма не у Македонија, у регион, може и у Европа. Четврта економија. Опозицијата е тука само да критикува. Може во спортот не сме, ама во економијата ја надминавме и таа позиција. Тие не чуле дека сме трета најбрзо растечка. И тоа не во регионот, туку во Европа, светот, па и пошироко.